Петровденскиот турнир во мал фудбал во изминатите 2 недели донесе многу возбудувања и интересни надпревари, а на финалната средба меѓу Деликатес и Клариса публиката уживаше во одличната игра и брзите акции на двете страни. Со тоа, овој настан заслужено останува одлично летно спортско освежување. Победата во финалето заслужено му припадна на тимот на Клариса, кој беше подобар од Деликатес и го победи противникот со 3:1. Во надпреварот за третото место беше неизвестно до крај со оглед што Балкан Лукс и Фабијан одиграа нерешено 1:1. На крајот за победникот одлучија пеналите. Подобри и поголема спортска среќа имаа играчите на Балкан Лукс кои постигнаа 4, а примија само 2 гола. Неизвестноста за тоа кој ќе го освои победничкиот пехар и годинава беше присутна. На крајот фудбалерите на Клариса заслужено се радуваа на големиот успех, при што се заблагодарија за одличната организација на турнирот. Турнирот беше добро организиран, задоволни сме од настанот. Надеваме се идната година ќе биде исто. Благодарност до општината што овозможи да играме на овој турнир. Честитки до другите екипи. Се играше фер и коректно. Честитки до судиите и до организаторите. По завршувањето на финалната средба се одржа вообичаената свеченост за прогласување на најдобрите поединци и екипи. Наградата за најдобар стрелец заслужено ја доби Жарко Спасовски од тимот на Деликатес. За најдобар голман беше прогласен Филип Тодоров од Клариса, а признанието за најдобар играч на турнирот му припадна на Иван Стојчев, исто така од тимот на Клариса. Освен благодарници, сите наградени од организаторот Општина Кочани добија и ваучер во вредност од 3000 денари. На трите најдобри екипи пак им беа доделени пехари како и парични награди. При тоа третопласираниот Балкан Лукс доби ваучер од 15.000 денари, второпласираниот Деликатес од 30.000 денари, а на победникот Клариса му припадна ваучер од 60.000 денари. Благодарници им беа врачени и на Општинскиот фудбалски сојуз, како и на екипата на итната медицинска помош од Кочани. Петровденскиот турнир и годинава го организираше Општина Кочани со поддршка од Општинскиот фудбалски сојуз.